По вчерашните средби со лидерите на парламентарните партии, председателот Иванов соопшти дека мандат за составување на влада ќе добие партијата или коалицијата, која ќе го извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Тој се повика на слободата за проценка што на председателот му е остава уставотворецот, не прецизирајќи во највисокиот такт што треба да се прави во вакви ситуации. Според Иванов, освен политичката, веќе имаме нешто што се повеќе наликува на уставна и институционална криза. Македонија е рангирана на 17-тото место на листата на 20 најтоксични земји во светот. Зад неа се само Сингапур, Ирак и Кина, објави организацијата Екоекспрес. Од регионот на оваа листа се наоѓаат само две земји, Бугарија и Босна и Херцеговина. Критериумите според кои се мери токсичноста се аерозагадувањето, смртните случаи и емисиите на CO2. Во истражувањето беа вклучени вкупно 135 земји. На врвот по загаденост е Саудиска Арабија. Романскиот министер за трговија Флорин Жијан денеска поднесе оставка по масовните протести во Романија против уредбата на романската влада за декриминализација, со која се намалуваат казните за корупција, што би можело политичарите да ги поштеди од кривично гонење. Тој на својот Facebook профил напиша дека поднесува оставка од морални причини, односно заради своите деца. Во протестите во Букурешт и други романски градови, кои се најмасовни од падот на комунизмот во 1989 година, учествуваа најмалку 250.000 луѓе, 10 се повредени и 60 приведени при судирите меѓу демонстрантите и полицијата.